Благодарам, повелете прашања. Господине Заев, Беса не даде поддршка на новото правителство, како ќе го коментирате тој нивни одговор? Ние денеска издадовме и соопштение, во суштина нашите ставови се точно во тој правец. Драго ми е што договоривме соработка. Соработка за реформите, соработка за важните проекти за Македонија, соработка за се она што е важно за граѓаните и од интерес на сите во Република Македонија. Верувам дека ќе имаме поддршка за реформскиот процес. Јас ги повикувам и нив, но и другите партии да дадат поддршка и на новата влада, иако е тоа еднократен чин на гласање. Ќе негуваме соработка во периодот и како што рековме денеска, оставаме отворени врати. Дури да бидат составен дел на владата во периодот кој што предстои пред нас. Навистина, за одредени мали работи ние не можевме да се договориме, од проста причина што едноставно не беше прифатливо за нас. Може би како одминува времето, ќе бидат отворени околности за да се надминат ваквите прашања, кои што не поставија во ваква позиција, но всушност нивниот позитивен став кон она што се случува во Македонија предводено од опозицијата. Новата реформска влада ја прифатија како позитивно нешто и тоа ни дава за право да веруваме дека во иднина ќе имаме соработки за реформскиот процес. Но не само за Беса. Јас сакам да повикам и ДПА да даде поддршка, како за владата, така и за реформите. Сакам да ја повикам ВМРО ДПМН и неговата коалиција да дадат поддршка за реформите, заради тоа што не верувам за владата дека ќе дадат поддршка, но за сето она што е важно за граѓаните да бидат на страната на граѓаните и на унапредување на севкупниот квалитет на живот на сите граѓани. Најавувам инклузивен процес. Сакаме да имаме разбирање со сите. На нас ни се важни одлуките во парламентот да бидат со колку што е можно поголемо парламентарно мнозинство, заради тоа што тоа е само гаранција дека се земени во предвид сите аспекти на видување на работите кои што ќе бидат од животен интерес на граѓаните на Македонија. Така да од тој аспект одговорот на вашето прашање го дадов, но сепак испраќам порака да ги поддржиме пред се реформските процеси. Реков, насловот на новата влада е реформска влада на Република Македонија. Повелете. Други прашања? Вашиот коалицијски партнер денеска последвава со вас, али ми ги порача дека доколку има некакви сомневања, парафразирам, може да се провера во било кои институции за дел од кредибилитетот на неговите. Ќе го направите? Секако ќе пуштам писмо до специјалното јавно обвинителство, дали за мене или за мојот владин кабинет има отворено истраги или некој е кривично гонет или слично, дали има обвинителен акт или слично, и тоа е независната правна институција која што постои во Македонија. Но тоа значи дека и во државното јавно обвинителство, со моментот на таргетирањето кон независност и неговото постанување како независност државно јавно обвинителство како дел од вкупното правосудство во Република Македонија, се во тој момент и се во иднина што ќе се покаже дека некој е осомничен под истрага, се има обвинителен акт или слично, нема да биде составен дел на новата влада. Така да немаме предрасуди, ако сакаме да ја враќаме правната држава, ние мора да бидеме пример. Законот мора еднакво да важи за сите, а политичарите кои што добиле чест и одговорност мора да бидат дополнително плюс повеќе пример за законот да важи еднакво за сите. Други прашања? Вечер во Алијанса имат своја одлука, јас ќе почекам да тие соопштат својата одлука, тие се консултираа со мене како мандатор за имињата, јас дадов одобрение позитивно за тој дел, штом ќе ја донесат одлуката на своите органи и тела, редот е Алијанса за Македонија, Алијанса за албанците да го соопшти тоа. Повелете други прашања дали има? Веројатно председателот на собранието во договор со представниците на сите политички партии тоа ќе го утврдат. Јас сакам ден поскоро тоа да биде направено. Знам дека согласно деловник, штом се достават материјалите во архива, председателот на собранието е должен веднаш да ги достави до сите пратеници и согласно тоа да ја закаже седницата за избор на влада. По деловник, колку што сум упатен, знам дека 48 часа е правото на дебата и избор на нова влада на Република Македонија. Има поддршка од само 62 пратеници. Тоа е многу тесно мнозинство. Очекувате ли оваа влада да истерачи 3-годишен мандат?
Јас сум убеден во капацитетот на парламентарното мнозинство, согласно тоа сум убеден дека оваа влада има капацитет 4 годишен. Можеме ние да имаме и 85 пратеници, ако не работиме добро за граѓаните, веројатно мандатот ќе биде завршен и ќе заминат политичарите. Сето тоа во делокругот на траењето на владата зависи од честноста, од отвореноста, од транспарентноста, од отчетноста пред граѓаните. Зависи од успешноста на политиките, од чувството на граѓаните за успешноста на политиките и на крајот зависи дали ќе го вратиме животот во Македонија за сите и дали ќе биде подобрен тој живот за сите граѓани во нашата Република Македонија. Следуваат процеси на реформи, следува процес на напредување на севкупниот квалитет на живот на граѓаните, економски, но и друг аспект на квалитетот на животот на граѓаните. Тоа по повеќе зависи од тоа, отколку од вкупниот број на пратеници. 2006 година беше формирана влада со 65 пратеници мнозинство. Тоа се само 3 повеќе. Јас верувам во поддршката и на другите пратеници, согласно инклузивниот процес кој што ќе имаме, за сето она што значи реформи, важни процеси за државата. Секогаш ќе се обидувам да доволно имам внимание за аспектите на гледање дури и на нашиот политички опонент, за да можам да ги качам на она што значи одлука од позитивен аспект во интерес на граѓаните, донесена колку што е можно повеќе со консензус. И уште едно прашање имаме. Ги прифативте предлозите за министри од страна на ДУИ, а дел од тие имиња се добро познати на јавноста, биле дел и во локалната, во извршната власт, и за дел од нив има сериозни критики и, да речам, прашања дали може со тие кадри од ДУИ да се спроведе една реформска политика во Македонија. Секако учествува во разговорите за сите имиња. Јас сум убеден, не само дали мислам, туку сум убеден дека новата влада по структура, по капацитет и по кредибилитет има сериозни, огромни шанси да ги спроведе реформите, да го напреди квалитетот на животот на граѓаните и знам дека е нормално да се дискутира за секој и од позитивен и од негативен аспект. Самите луѓе во новата влада имаат сериозен капацитет во кој што јас верувам, надополнети со своите тимови кои што ќе работат во ниво ресорите, ќе бидат сериозен сервис на граѓаните, ќе бидат отчетни пред граѓаните и ќе ги спроведат комплетно сите оние работи кои што граѓаните ги очекуваат од нив и од нивните ресори. Од новите министри очекувам решенија, не очекувам комуникација со премиерот за проблеми, па да решаваме тука проблеми, решенија, лепеза на решенија, заедно со своите тимови. Немам намера да бидам министер за се, како некои мои претходници што беа. Министрите ќе си ги водат своите проекти и тие ќе си ги промовират своите успеси и ќе си носат одговорност за своите неуспеси. Секако и јас, како нивен предлагач, како мандатор, ја преземам и одговорноста, но и лавориките од тоа што ќе биде успешно спроведено за државата. Мојата намера е да се бавам и занимавам со животот, со напредување на квалитетот за сите, со нови работни места, со повисоки плати за сите, со правата на стопанството за да може да отворат нови работни места, да ги покачат платите на граѓаните, со реформите и со сите детали кои што значат очекувања на сите во нашата земја, Република Македонија.